Здраво, Здраво. дечки. Браво, повторно. Одиме со математика. Се Да разбира. пуштиме само сега со осмоделинците. Ајде. Презентацијата. Добро. Одиме со Устварено се овде, еве, овде изгледа, еве ги. 8. 8. Осмо. Ајде, пуштате слайд-шоу. Ајде, супер. Значи, денешниот час за осмоделинците е графички приказ на линеарната функција y еднакво на mx плюс c. Овој пат, значи, имаме цел час само за функциите, Лука. Мало. Се научи функции. За почеток да ги представиме функциите y еднакво на x и y еднакво на 3x во ист координатен систем. Вие ние на првиот координатен систем ни е дадена функцијата y еднакво на x. Што може да забележиме, освен тоа дека е права, каде поминува оваа права, Лука? Дали забележуваш? Кај нулата. Да, поминува Односно кај што се сечат. што се сечат координатните Двете оски, поминува низ координатниот почеток. Ајде да видиме каде ќе ни се наоѓа втората, y еднакво на 3x. Еве, графикот ова е на Значи, y еднакво на 3x. да. Y си е... Каде поминува? Поминува Еве, исто зелената. во нулата. Исто поминува низ координатниот почеток. Така. Што е заедничко за овие две прави? Дека и двете сечат во иста се точка. сечат во иста точка. Така. Тоа ни е заедничкото. Забележавте дека овдека не правевме табела, туку веднаш ни беа нацртани графиците, бидејќи имавме едноставни. Која е зависноста помеѓу x-от и y-от кај првата? Што забележуваме? Дека се еднакви, немаше потреба да правиме табела, затоа што колку ќе го земеме x-от, толку е вредноста и на y. Така е. Ако земеме за x да е 0 и y-от е 0. Ако земеме единица за x-от и y-от е единица, затоа е едноставен овој график да се нацрта без помош на табела. Следниот y еднакво на 3x, што забележуваме, која е врската? Па бидејќи дека само се зголемува 3 пати вредноста на x-от. А и тоа знаеме веднаш да го нацртаме. 3 по 0 е 0. 3 Така по што 1 е исто 3, е. така. Да. Значи, затоа овдека имавме едноставно цртање, немавме потреба од табели. Да погледнеме сега малку посложени функции. Што ако е дадена во овој облик функцијата? 8y е еднакво на 4x на едната функција, а другата функција е 2y еднакво на x. Еве е нацртана како ни изгледа првата функција. 8y еднакво на 4x во координатниот систем. Да видиме сега како ќе изгледа втората. Втората беше 2y еднакво на x. Што забележуваш, Лука? За две функции, Дека се што се исти. случи? Се Ама преклоп- бидејќи се кратат, веројатно... се преклопија. Прво да го дискутираме графикот, значи забележуваме дека всушност правите се преклопија. Еве, од оздола 8y еднакво на 4x е жолтата, врз нејза е нацртана 2y еднакво на x со црвена боја. Зошто се преклопија? Еве го тоа токму Бидејќи што се сакаше. иста функција всушност. Зошто се исти, бидејќи Кога ќе ги скратиме, така. ќе го добиеме. Забележуваме дека овде имаме 8y еднакво на 4x, а осмицата и четворката може да ги скратиме. Така. Односно, ако сакаме да ја запишеме во поинаков облик, каде што само y ќе ни биде изразена, тогаш ќе треба да поделиме со 8. Па од левата страна y ќе остане сам, а од десно ќе имаме 4 осмини, всушност не е една половина од Така x. е. Другата функција беше 2y еднакво на x и овдека. Сега, ако поделиме со 2 целата, значи и лево и десно, Y ќе се остане y, а x-от една половина една x. половина x. Така. Од овдека веќе гледаме дека овие две функции кои што на почетокот ни беа зададени, значи 8y еднакво на 4x и 2y еднакво на x, се всушност еквивалентни. Па затоа и нивните прави се преклопија Така на добивме истиот. цртежот. Така. Кога ги запишавме во обликот, Е, кој што резултат. спомнавме дека денес ќе ги запишуваме, значи во облик mx плюс c, ги добивме дека се еквивалентни. Сега во истиот координатен систем ќе ги разгледаме следните функции. Y да е еднакво на 2x, y еднакво на 2x плюс 7, y да ни е еднакво на 2x плюс 4 и y да е еднакво на 2x минус 2.
да видиме што тука може да забележиме. Еве го графикот на првата функција. Y еднаква на 2x. Забележуваме дека поминува низ координатниот почеток исто како кај претходните функции Така. што беа, кои нема позади x-от друг број. Значи, што може да заклучиме од тука? Дека кога ни фали слободниот член, правите ќе поминуваат низ координатниот почеток. Следна е функцијата 2x плюс 1. Ева е Еве различна. со зелена. Така. А различна е по тоа што не поминува низ координатниот почеток, не поминува низ нулата, но што може да забележиме во однос на првата што ја нацртавме? Дека се паралелни. Дека се паралелни. И дека никогаш нема да се сретнат. Така, паралелни се овие две. Следна беше 2x плюс 4 да ја нацртаме. Еве со црвена боја ни е зададена и таа функција. Што забележуваме? оваа паралелна. И таа не поминува низ координатниот почеток, а е паралелна со претходните две. Одиме и последната која што требаше да ја нацртаме ни беше y еднаква на 2x минус 2, што забележувам и за оваа функција. Дека е исто Никош паралелно. паралелна. Исто е паралелна и не поминува низ координатниот почеток. Дали може да забележите каде поминуваат овие кои што не поминува низ координатниот почеток? Еве, 2x плюс 7. Низ која точка поминуваше? 2x плюс 1 поминува низ 1 Еден на y-оската y-оската, и минус 1 и минус... Само на y ќе погледнеме. Аха. 2x плюс 4? Кај 4 4. 4. А 2x минус 2? на минус 2. Минус 2. Чи го најдовме она што е заедничкото за овие функции. Што забележавме? Дека овие имаа сите ист коефициент пред променливата. Двојка. Еве е основната y еднаква на Така. 2x. И фалеше слободниот член, па затоа поминуваше низ координатниот почеток. А овдека имавме 2x плюс 1, значи имаат ист коефициент, а различен слободен член, тоа ни значи дека правите ќе бидат паралелни и нема потреба да правиме табела за да ја представиме оваа, туку што правиме? Само цртаме паралелна на претходната, која што ќе поминува низ точката 1. Значи слободниот член ни покажува низ која точка ќе треба да повлечеме паралелна права. Овдека слободниот член ни изнесува 4, па затоа правата е повлечена паралелна на останатите, а поминува низ точката 4. Таму имавме веќе негативен слободен член, значи минус 2, па затоа поминуваше во минус 2 на y оската. Значи, сите овие прави кои што ги напишавме се напишани во обликот y е еднакво на mx плюс c. И претходните, за да видиме дека се еквивалентни, ги сведовме на овој облик. M е бројот пред x-от. Така, тоа не се вика коефициент, а c ни е слободниот член. Дали сватив како што треба? Ова е дадената функција прва. Да, која што е наједноставна за цртање, Да. кога ни фали слободниот член. И според таа функција ние, според првата, се водиме и за другите примери. Да, Така, да. тоа За да не тоа се најбитно. мачиме да цртаме Да. табели, да пресметуваме, да губиме време, еве ни едноставен начин како ќе ги нацртаме сите останати кои што имаат заеднички коефициент со дадената. Супер. Само ова ќе го напоменеме уште, да не ги збуни учениците. Во формулата што ни стои? Дека y е еднакво на mx плюс c, а ние што забележавме? Дека имаме И минус. минус 2. Минус, Значи формулата е плюс c, но знаеме дека имаме и негативни броеви. Така е. Па кога ќе собереме со негативен Плюс, број, всушност минус. плюс и минус ќе ни дадат минус. Значи ова си останува Да, плюс, ова не се променува. Не, но само овој пример слободен член Така. е негативен, да речеме, Така. значи е плюс минус нешто што дава минус. Минус. Така, еве за ќе пробаме еден пример таков за да не се збунат учениците. Може да ја пуштиме таблата Може. за пишување. Може да ја пуштиме. Свич. Еве. Не сме избришале таблата, Марија. Јас сум дежурен денеска. Минус во дневникот. Знаете, сега многу полесно се брише табли. Да. Порано со сунгери, со вода требаше секој ден до ВЦ да се оди да се Заштедуваме секој и час. на време. Така е. Тоа е технологијата ни го подобрува животот до некаде. Еве да се обидеме сега, значи ние да составиме функцијата, ако знаеме дека коефициентот m ни е еднаков на 3, а слободниот член е еднаков на минус 5.
Ќе Добро, пробаш ли? можам да пробам, да. Ајде. Значи, формулата која што треба да се научи е y, ај вака да направиме. Y е еднакво на m по x, односно m е 3. Така. Значи 3. Не треба да се препишува формулата сега. Нема потреба, во ред. 3 по x. 3x. Плюс, значи ова е Так, плюс. ете така, тој момент да го Отварам, видат. Зошто е минус, така. Заграда, за да се запише нели Така. негативниот број, минус 5. И тоа е y е еднакво на 3x минус 5. Така, значи заради овде плюс и минус ни даваат минус, заради тоа функцијата може да го има и овдека и знакот Така. минус, иако во формулата стои само плюсот. А сега како би го нацртале ова со график? Значи најпрво би требало да го нацртаме графикот на која функција? Па најпрво треба да нацртаме на Y еднакво y на на минус 5. на 3x, Да. Y еднакво на 3x, така. така, таа што поминуваше низ координатниот почеток, ајде. Да, но Може да го искористиме истиот координатен систем, само ќе ги избришеме точките и правата. ајде. Сега што ти да пишеш? Не. Ти си денеска главниот за математика. Ајде. Еве. Ги избришав точките од претходниот пример. И сега бидејќи почетната ни е y еднакво на 3x, значи што правиме? Која бројка и да избереме за x-от, за y земаме 3 пати поголема. Y еднакво на 3x. Така, еве со нулата ако почнеме, ако x-от е 0, тогаш и y-от ќе биде 0. А Значи, потоа, ако е еднакво. единица x-от, y-от ќе биде 3. Значи y ќе биде еднакво на 3. Значи точката следна ќе ни биде 1 3. Добро. 1 3. Лука 1 3. 1 3. Во координатен систем да внесеме. Да. 1 3. Е. Ако x-от е 1, да. Еве, ако земеме минус 1, тогаш ќе биде Ако земеме минус минус 7, тоа ќе биде 3 минус по 3. минус 3. Значи минус 1 во негативниот дел сега од иксовската Минус одиме, минус 1 надолу, 3, бидејќи е минус да, 3. да. Така, тоа ќе ни биде. Не пише овој маркер нешто. Еве имаме друг. Ево. Чекај да видим. Ево. Ево, дајте друг број, професорке. Да направиме Толку джингл, доволно е, да продолжиме може- со следниот час. Само да ги поврземе Да ги точките. Да. поврземе овие две точки. Така? Така, низ нулата, добро. Малце накриво. Добро. И за да нацртаме минус 5, значи само цртаме паралелна права која што ќе поминува тука низ минус 5-ката само значение овдека. Минус 5. И цртаме значи паралелна вака, само дозволи ми. Ајде. Значи овдека. Оваа ни беше дадена, низ минус 5-ката цртаме паралелно Ете го, на супер. дадената. И тоа ни е се за денес за 8 Тоа е деленците. тоа. Одлично. Сега може да одиме со джингл и да продолжиме со следниот час.